На овие избори носиш две важни одлуки. Ова е одлука за тебе и за твоето семејство. За тоа кој има остварливи решенија на твоите проблеми. На кого можеш да се подпреш за развиена економија, за работни места, за подобар стандард, за напредок во сите области на живеењето. Имаме најобемна и најдобра програма досега. Реална и со конкретни проекти. А имаме и кредибилитет, дека она што ќе го ветиме, ќе го исполниме. Во оваа програма се предвидени изградба на нов клинички центар Мајка Тереза според европски стандарди во вредност од 70 милиони евра. Пензиите ќе ги зголемиме за вкупно 10,25%. Ќе овозможиме продолжување на ефтините авиолетови до над 25 европски метрополи, за што е обезбедено финансирање од 8 милиони евра. Предвидовме и голем број на проекти кои се однесуваат посебно на изборната единица број 1. Да го олесниме дополнително сообраќајот во Скопје, со изградба на 3 подземни сообраќајници. Едната од Народна банка до владата, втората кај Јужен булевар и третата кај ТЦ Мавровка, во вредност вкупна од 110 милиони евра. Градиме повеќе патни правци кои се важни за Република Македонија, кои се важни за сите нас. Ќе завршиме изградбата на автопатот Скопје-Штип, а ќе започнеме и делницата Скопје-Блаце. Ќе се градат и реконструираат и регионалните патишта Македонски Брод-Скопје, Припор-Сопиште, Сопиште-Говрлево, Драчево-Јурумлери, Драчево-Орешани-Таор, Кондово-Радуша, како и патиштата од Скопје до Сончев град, од Македонски Брод до село Сланско, потегот Матка-Долна Матка и повеќе други локални патишта, улици и булевари. Во овие 4 години ќе изградиме и голем дел од секундарната гасоводна мрежа во Скопје, со што ефтиниот природен газ ќе пристигне до домовите и до поголем број на компании. Во делот на екологијата планираме неколку важни инфраструктурни проекти. Проширување на канализационата мрежа во Скопје со 2 нови колектори, инвестиција вредна 15 милиони евра. 7 милиони евра за прочистување на загадените локации од ОХИС, како и набавка на 50 нови еколошки автобуси на електричен погон. Ќе го изградиме и регионалниот водовод Патишка река во вредност од 2,2 милиони евра, како и канализациониот систем за Сопиште и Сончев град. А предвидена е изградба на водоводи во Долно Количани, Студеничани, Долно Лисиче, Гркле, Сушица и други места, како и решавање на проблемот со Усјанскиот канал во Лисиче. Да реализираме вашата долгогодишна желба да скијаме на водно со изградба на ски центар, со 4-седна жичарница, ски лифт, 4 ски патеки во должина од 3800 метри и системи за вештачки снег. Во аеродром ќе се изгради нов парк, а езерото Козија ќе добие нова пешачко-велосипедска патека со должина од над 6 километри. Ќе ги подобриме условите за лекување на универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Комплетно ќе се реновираат универзитетските клиники за инфективни болести и за кардиологија, Заводот за физикална медицина и рехабилитација Скопје, а ќе формираме и универзитетска клиника за трансплантациона хирургија. Следува реконструкција на градската општа болница 8 септември и клиниката за хируршки болести Светинао Мохридски. Вкупно над 6 милиони евра инвестиција. Ќе се реконструират и амбулантите во Бардовци, Лисиче, Сарај, Карпош и Влае. Планираме изградба на 19 нови градинки, од кои 5 во Кисела Вода, 1 во Драчево, по 4 во аеродром и центар и 3 во Карпош. Нови градинки ќе добијат и Бардовци, Студеничани, Сопишта и Македонски Брод. Љубениците во спортот ќе имаат можност да спортуваат во нови 9 училишни спортски сали, од кои 5 во урбаниот и 4 во руралниот дел на првата изборна единица. Ќе бидат реконструирани и најмалку 12 училишта, меѓу кои и средните Васил Антевски Дрен, Методија Митевски Брицо и Панче Караѓозов. А ќе биде изградено и училиштето Димитар Македонски во Горно Лисиче и уште едно ново средно училиште. Планирани се вкупно 22 игралишта за баскет во сите општини, од кои по 5 во аеродром, Кисела Вода и центар. Аеродром ќе добие и нов затворен пливачки базен со ватерполо димензии. Центар ќе добие 9 нови тениски терени, 3 нови спортски сали. Во Сопиште ќе биде изградена една, а во Карпош 2 нови повеќенаменски игралишта. Ќе биде изградена и затворена тениска арена со гимнастичка и сала за боречки спортови и отворен базен во рамки на спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски. Предвидена е изградба на нов драмски театар, нов репрезентативен објект на Националната галерија, во која ќе бидат сместени највредните уметнички дела од македонски автори, како и изградба на антички театар во Скупје.
Ова се само дел од многуте проекти од програмата која е реална и обезбедува работа, сигурност и напредок. Овие избори се и одлука за Македонија. За силна и суверена Македонија која ќе оди напред, подпирајќи се на народот кој е мудар, горд и достоинствен. Македонија која верува во сопствените капацитети и вредности. Ова е избор помеѓу две алтернативи. Знаеш што е подобро. За тебе, за Македонија. Знаеш што е подобро. За тебе, за Македонија.